По повеќе дневните врнежи кои ја зафатија државава, но и регионот и ги преплавија речните корита, на напати се излеа од нив, деновиве конечно сончевото време успеа да не врати во вистинската слика за пролета. Сепак, долготрајните обилни врнежи кои се добре дојдени за насадите и посевите, некаде предизвикаа и негативни ефекти. На одредени локации во нашата општина се појавија мали свлечишта на земјиштето, кои не предизвикаа голема штета, а на дојдените води на Домачки дол пак донесоа наноси од кал на еден потек од ролерско-велосипедската патека. Иако властите пред околу неполн месец го расчистија коритото на долот, сепак водите нафрлија наноси на патеката. Првиот работен ден од неделава, ажурирани од страна на локалните власти, екипите на јавното предпријатие Комуналец излегоа на терен и ја расчистија патеката. Господине градоначалник, Домачки дол дотече и прелеа дел од велосипедската патека. Ова е предвидено во текот на изградбата? Ние ја направивме велосипедската патека онака како што беше предвидена по проектот и во самиот проект е предвидено велосипедската патека не само на тој дел, него и можеби и целата кога дотече Крива река и целата да биде поплавена. Како што видовте веднаш екипите на Комуналец или некои други екипи излегоа и веднаш тоа го тргна, го странија и така е предвидено и доколку се излее и Крива река, значи ако ја поплави велосипедската патека, ние тоа ќе го трнеме, ќе го направиме и повторно ќе биде употребливо. Значи, не можеме ние ради тоа што еве ќе дојде Крива река, коритото на Крива река да не го користиме. Мислам еве дека сега и граѓаните гледаат со формирањето и на Миньор коритото, со формирањето на Кејскиот дел на Миньор коритото, веќе добиваме една убава површина. Посадивме тука трендафили, јорговани, едно друго. Сакам тоа да го направиме како уште еден градски парк да го имам. И мене ми е многу драго што гледам дека луѓето се повеќе и повеќе го користат овој дел, а за ова, значи како и да направевме во овој дел, каде што вие што рековте за Домачки дол, ако направевме мостовско решение, можеби ќе дојде поголема река, па ќе настане затнување на тој дел на мостот, па ќе настанат поголеми проблеми. Затоа ова е предвидено во тој дел да биде вдлабнатина, водата да поминува, доколку има наноси како сега, тоа е половина час работа на машините на Комуналец, тоа ќе се заврши и повторно имаме велосипедско-ролерската патека онака како што е спремна за употреба. Според зборовите на првиот човек на општината, против природата не се може, а според народната, каде што течела вода повторно ќе тече, останува да уживаме во благодатите на нештото околу нас. Патеката да ја ползуваме за спорт и рекреација, а убавото време дури трае за дружење и релаксација.